подпредседателе, почитувани колеги, почитувана македонска јавност, денес гледаме како на дело преку овој предлог финансиски план на Регулаторната комисија за енергетика, власта располага и ги троши и се однесува со народните пари, со парите на граѓаните. Ова е, почитувани колеги, почитувана македонска јавност, селото гори, бабата се чешла. Почитуваниот председател на Регулаторната комисија за енергетика ни доставува овде финансиски план во енергетска криза, во 4 кризи кои ги имаме во државата, 2 се од неговиот сектор, енергетска и топлинска криза, ни доставува финансиски план со кој ќе си се луксузира колку сака и како сака. И ние треба ова, очекува од нас, да му го гласаме. Почитувани колеги од власта, кои сте во многу мал број цел ден денеска по 23. Само да ви кажам, треба еднаш да се стави крај на ваквото аздисување на вакви председатели на секакви комисии кои се однесуваат неодговорно со народните пари. И тоа треба да го направиме денеска и овој извештај на председателот на Регулаторна комисија да му го вратиме назад и да му кажеме дека вака не се постапува со народните пари. Но да одам со ред и со факти, со аргументи и со бројки, како што и секогаш тоа го правам. Овој извештај, откако постои оваа Регулаторна комисија за енергетика, е со највисок износ на расходи од формирањето. 92 милиони, скоро не цели 92 милиони денари, што представува зголемување за 15,86% во однос на претходната 2021 година, а дури цели 10 милиони денари повеќе од работата на претходниот состав на Регулаторна комисија, кој функционирал до 2018 година. Тогаш се трошеле 82 милиони денари, денес почитуваниот Бислимовски ќе си потроши 92 милиони денари. Уште еднаш ќе напоменам, во ваква тешка енергетска криза, кога во Република Македонија цвета сиромаштијата, кога имаме 550.000 граѓани кои живеат во сиромаштија по најновите извештаи, а од кои 100.000 од нив се во тешка сиромаштија со помалце од 50 денари на ден функционираат. Не можат да сврзат крај со крај, а вие, почитуван Бислимовски, аздисувате. Трошите 33,33% повеќе од претходната година за електрична енергија. 40% повеќе за потрошувачка на бензин, нафта и нафтени деривати за возила и агрегати. За инвестиционо одржување на средствата повеќе 20% во однос на претходната 2021 година. Се поставува прашањето колку е оправдан ваквиот трошок во случаи кога комисијата може од своите вработени да ги покрива овие активности, а не да плаќа дополнителни средства. Но со каква цел и намера си знаете вие. Секако не можам да кажам дека тоа е домајкинско работење и домајкинска намера. Услуги за заедничко одржување на административна зграда. Цел ден овде ве слушаме како зградата била без, не знам, дозвола, одобрение за градба или не знам употребна дозвола, не знам што. Но тоа не ве спречува на нова зграда да предвидите 1.300.000 денари. Вас ви течело, како што кажавте, ви гргало вода, не знам како тешки биле условите и се чудам зошто допратениците овде денеска, кога работите во такви тешки услови, не доставивте предлог да ви пресметаме и бенефициран стаж. Навистина ви се чудам. 1.760 евра месечно за одржување на нова зграда пуштена пред само неколку години. Во извештајот имате зголемување од 24% за телекомуникацијски услуги. Иако нема
ниту најави, ниту има поскапување на телекомуникацијските услуги во 2022 година. Расходи за службени патувања и патни трошоци 20,69% повеќе во споредба од минатата 2021 година и навистина се чудам зашто ќе бидат одобрени повеќе средства и зашто ви се потребни повеќе средства кога повеќето настани се одржуваат онлайн. Дали не може да ги направите тие обуки на вашите вработени од постоечките вработени? И доаѓаме до една ставка интелектуални и други услуги, каде што гледам навистина милувате да ангажирате по договор на дело, по авторски хонорари, договори, консултантски услуги, многу повеќе од вашите претходници. 4 милиони денари. До 2018 година претходниот состав трошел 600.000 денари. А вие со дупло повеќе, за 100% повеќе вработени до 2018 година, за 16 години од како е формирана регулаторната комисија за енергетика, биле ангажирани вработени 22 лица, вие за 3,5 години го дублирате бројот на вработени на 44 плюс 5 предвидени за тековната 2022 година. Дали е ова домајќинско работење, ако на дупло повеќе вработени, вие за 3-4 пати користите повеќе средства за авторски хонорари, договор за дело и консултантски услуги. Зошто се поставува прашање? Пратениците од власта, премиерот, бившиот премиер, екс-премиерот Заев ви го дозволуваат ова. Затоа што, јас ќе ви одговорам, почитувани граѓани, оваа регулаторна комисија треба да биде независна. Но треба, но не е. Бидејќи, почнувајќи од председателот Марко Бислимовски, кој милува и тоа како да се појавува на партиските настани на Социјалдемократскиот сојуз, па потоа Атанаско Туневски, член на Социјалдемократскиот сојуз и поранешен консултант за изработка на Законот за енергетика, кој сигурно по награда на неговиот шеф Кочо Анџушев е назначен за член на оваа регулаторна комисија, па Наташа Велјановска, член на Социјалдемократскиот сојуз, истакнат член кој сега е во пензија, Панче Орцев, па на негово место доаѓа друг член на СДС и сето тоа така се врти во круг, бидејќи оваа комисија е максимално партизирана. Ниту малце не е независно регулаторно тело. И на крај, зошто е тоа така? Затоа, за да ги аминувате криминалот, корупцијата, кои ги клекна на колена енергетскиот сектор во Република Македонија. Треба, како регулаторно тело, да кажете, да прашате, да отворите тема, дебата во државата, ако не можете повеќе. Зошто домашните компании ХАДЕ, ЕЛЕМ, МЕПСО се доведени во колапс од одлични компании кои во 2017 година беа оставени со околу 30 милиони евра на нивната сметка и во депозити. А сега слушнавме од директорот на ЕЛЕМ Васко Ковачевски дека се и тоа како тешки загубари. 18 милиони евра во 2020 година ЕЛЕМ, 28 милиони евра во 2021 година. И за крај, цело време ве слушам како се гордеете, почитуван Бислимовски, и како кажувате дека еве ние ВМРО зборуваше, кажуваше дека ќе биде зголемувањето на цената на електричната енергија за 30, 40, 50 и не знам колку проценти, но ние ја поскапевме електричната енергија за 9,74%, што и како се гордеете со тоа, биле малку. Но кажете му на почитуваните граѓани на Република Македонија, чии пари се тие 270 милиони евра што ќе ги исплатите и ги исплаќате од буџетот на државата за покривање на овие трошоци, за покривање на арамилакот, бидејќи продавате струја по 36 евра, а производствената струја е 50 евра. Тоа да му го кажете на граѓаните, почитуван Бислимовски.
А тоа го кажува и директорот Ковачевски. Вели, досега се потрошени 165 милиони евра, а до крајот на ова година ќе бидат потребни уште 100 милиони евра. Затоа струјата е поскапена само 9,74%, бидејќи ги крадите преку буџетот. Испомпувате фантастични 270 милиони евра. Ова извештај нема да ви го гласам, но како што протестирав пред вашата регулаторна комисија во 2020 година, истото го барам и сега. Оставка, бидејќи дозволувате криминал, корупција и го клекнавте на колена енергетскиот сектор во Република Македонија. Ви благодарам и вас.